Здраво, драги мои! Иако времето надвор е тмурно и врнежливо, ние ќе се обидиме да ви го поправиме расположението и да го задржиме вашето внимание. Па затоа останете со нас. Во неделата се одржа хуманитарна трка со цел да се помогне при реконструкцијата на манастирот Трескавец. Релацијата беше од плоштадот Александрија до паркот на револуцијата Могила. Да погледнеме што се случуваше таму. Здраво, драги мои, јас и екипата на Urban Life моментално се наоѓаме на паркот на револуцијата Могила и сега ќе разговарам со победникот на оваа хуманитарна трка, Илија Пајмаковски. Здраво, Илија. Здраво, Теодора. Те молам објасни нешто повеќе околу оваа трка. Ова трка е хуманитарна трка со цел да се обнови, да се помогне во обновувањето на манастирот Трескавец. Кажи ми дали знаеш колку учесници имаше и како се чувствуваш после победата? Па имаше околу 70 учесници, после победата се чувствувам прекрасно. Знам дека пред околу 1 месец учествуваше на полумаратонот во Скопје, каде што се издвои со одличен резултат. Кажи ми дали планираш и понатамошни трки? Па планирам да продолжам на вакви понатамошни трки со цел да помогнам и да бидам хумен. Ти благодарам. Сега ќе разговарам со Милена Чкрипеска, која што се издвои во прво место во женска категорија, така? Здраво, Милена, јас ти честитам. Браво, благодарам за честитките. Кажи ми, дали имаш претходни трки, учествувај на вакви трки, дали ќе продолжиш понатаму? Секако дека ќе продолжам. Имам многу вакви претходни трки и можеби ќе ви звучи чудно, ова е мојата најкратка трка од 2 километри. Инаку сум моментално посветена на полумаратонски трки. Учествував пред неколку недели на Скопскиот полумаратон. Бев втора во женска категорија од македонските надпреварувачки и шеста во купен пласман. Значи активно. Да, имам истрчено и цел маратон пред 2 години, да. Активно се бавиш со трчањето. Кажи ми што те поттигна да учествуваш на оваа трка? Па пред се желбата за Трескавец повторно да го врати својот сјај. Што поскоро. Јас ти благодарам и ти посакувам уште многу вакви успеси понатаму. Молам, благодарам. Сега следува прилог за љубителите на тетоважите.
Здраво, драги мои, се наоѓаме во уште една емисија на Urban Life и денес сме гости во студиото за тетоважи и пирс PC Tattoo. Тука се наоѓа нашиот херој, со кого ќе разговараме после изработката на тетоважата.
Како што кажав, тука е нашиот херој Даниел. Здраво, Даниел. Здраво. Кажи ми, дали пред се болеше ова тетоваж? Тетоважата стварно не болеше, значи пет се работи успешно и безболно. Па така да му препорачувам на сите деца да дојдат да видат. Кажи ми, од кога започна твојот интерес кон тетоважите? Па започна негде мојот интерес за тетоважи на 7-8 години назад. Уште како мал сакав да се тетовирам. Се пишува со хемиско и беше љубав да се тетовирам, ја се тетовирам. Кажи ми, дали ова тетоваж има некое посебно значење за тебе? Да, има ова тетоваж, значено верско значење има. И така сакав ете. Дали ова ти е прва тетоважа или имаш изработено претходно уште некои тетоважи и кога од прилика ги изработи тие тетоважи? Ами ова не ми е прва тетоважа, значи лани изведив уште една тетоважа, околу беше есента, така беше нешто. И сега сакав да се тетовирам, па и ја направив тетоважата. Добра, сега имаме едно прашање и за нашиот Пеце. Здраво, Пеце, и за тебе. Здраво. Кажи ми, колку часа работеше оваа тетоважа и дали беше тешка изработката? Со оваа тетоважа беа потребни 2,5 сати. Тетоважата не е тешка, ама е многу прецизна. Можете самите да видите на изработката како тоа сето изгледа. И имаме еден апел кој што има 18 години да дојде да се истетовира во тату студио и пирсинг Пеце. Фала, Пеце. Уште за крај, Даниел, да ми кажеш што им препорачуваш на сите останати? На сите останати му препорачувам да дојде да се тетовира, оти Пеце работи петка нешто, значи безболно, не може сами да видат. Драги мои, тоа беше се за денес, се гледаме наредниот пат. Тоа беше се од нас за вечерва. Се надевам дека го задржавме вашето внимание, а вие останете со нас и гледајте ни наредната среда во 22 часот.